На самиот почеток би сакал да отвориме заедно во Откровението. Откровението 18 глава. Од тука цитирав и минатата сабота. Но овој пат, при крајот на главата, сакам да ви поставам едно прашање за предизвик. Како предизвик во врска со библиската поука. Не само денешната лекција, туку целата библиска поука. Откако е опишан падот на големата блудница, на големиот град Вавилон, пример 17 стих, зашто во еден миг пропадна толку големо богатство и сите собственици на кораби, и сите патници во корабите и морнарите, и оние што тргуваат по море, застанаа оддалеку и викаа, па гледајќи го димот од горењето негово велеа, кој беше како овој голем град? И ги посипаа главите своји со пепел и со плачење вика и велеа, тешко, тешко тебе граде голем, со чии скапоценности се обогатија сите што имаат кораби по море, зашто во еден миг запусте. Ова ќе биде подоцна на крајот, кога ова што сега го градат, новиот светски поредок, ќе пропадне. Во еден миг ќе пропадне. Како ова големава супер пирамидална штедилница за криптовалути во Америка. Банкротираше овие денови и дори се докажат дека со украдените милиони долари се финансираше и Демократската партија и нацистичкиот режим во Украина. И се замислете како ќе изгледа новиот светски поредок кога ќе укинат пари. Значи, кога ќе биете натерани сите да мора да тргувате само со нивните измислени криптовалути, односно со непостоечки пари, кои што во секој момент може да пропаднат, да ги снема, или да ви ја избришат сметката. И сега следниот 20 стих е предизвикот што сакам да го поставам. 20 стих вели, весели се поради тоа небо, зашто заради падот на Вавилон, така? И вие свети и апостоли и пророци, зашто Бог, овој превод вели, ги заштити вашите права. И се прашањето е како тоа, според Откровението, апостолите и пророците и мнозина свети веќе се наоѓаат на небо. Тоа е прашањето. Ако веќе се наоѓаат на небо, на кој начин отишле таму? Ова е само за размислување, а некојаш друг пат може и од катедра да го дискутираме. Сега продолжувам со проповедта под наслов Кому да му веруваме? Кому да веруваме? На Бога, токму така. Тоа беше и паролата од сите лански проповеди во врска со амалгамацијата. Паролата гласеше само во Бога верувам, а се друго проверувам. Така да се римува малце. Само во Бога верувам, а се друго проверувам. Дали е тоа сигурно правило, безбедно правило? Само на Божјата реч и даваме апсолутен примат на Божјето Слово, а се друго, црковни власти, проповедници, зависни, независни,
теолози, учители, уште помалку политички влади, власти, или така наречената наука, особено официјалната наука. Ништо од сето тоа не е за верување. Сите тие треба, за да бидат прифатени, да докажат, да изнесат докази за тоа што го тврдат, или подкрепа од Божјата реч. Со Божјата реч ги проверуваме сите нив. Не им веруваме на нив, на луѓето, туку со Божјата реч ги проверуваме сите нив. Во врска со проповета на брат Вања од Есенскиот собор во Белград, најпрвит да кажам дека причината зашто ја споменувам оваа проповед е затоа што беше главна ударна проповед на самиот Есенски собор на целата Унија. Значи, ја слушнале мнозина, ја гледале мнозина и само од таа причина ја споменувам. Инаку, нема да ја коментирам самата проповед, во која што брат Вања изнесе некои принципи за тоа како треба да ги толкуваме библиските пророштва. Тоа беа здрави принципи, исправни принципи, но пред да ги каже тие принципи, спомена некои други, во смисол од што треба да се чуваме или што не треба да правиме, кога ја читаме Библијата воопшто, или поточно кога се во прашање библиските пророштва, особено символичните библиски пророштва. И во тој контекст наведе 4 принципи, кои што ја само ќе ги кажам од ова место, а наведе некои примери во врска со овие принципи, кои што го предизвика моето внимание. Првиот принцип што го наведе беше дека не треба да се поведуваме по сензационалистички толкување на Светото Писмо, особено на библиските пророштва, особено такви сензационалистички толкувања кои што вклучуваат датуми за второто Христово доаѓање или за некој друг голем настан од последните времиња, кој што претходи на Христовото доаѓање. Второто правило беше да не се поведуваме по теории на заговор во контекст или во врска со толкувањето на библиските пророштва. Третото правило беше да не бидеме обседнати со папството. Малку парафразирам, ќе ми простите, не сеќам точно на конкретните зборови. Туку повеќе да го воздигаме Христа, да не бидеме обседнати да зборуваме околу папството. И четвртиот принцип, да не ја воздигнуваме Елена Вајт над Светото Писмо, туку Светото Писмо има примат, и во овој контекст тој спомена дека наведе еден жаргон, кој што бил користен од адвентистите порано, да не ја читаме Библијата со очилата на Елена Вајт. Односно, да не ја толкуваме Библијата со Елена Вајт, туку повеќе да ја читаме Библијата и повеќе да се трудиме според следните принципи што ги наведе, како да ги толкуваме библиските пророштва. За жал, денес во светот воопшто, но во Адвентишката црква посебно, повеќето луѓе и повеќето верници ниту читаат Библија. Читаме Библија денес?
А за жал повеќето адвентисти воопшто ниту читаат Елена Вајт. И повеќето, можем да речем, повеќето проповедници не читаат Елена Вајт денес. Знаете, од што го тврдам ова? Затоа што ако читале, немаше да направат погрешен избор во текот на ланската криза. Повеќето адвентисти не се ни запознаени што е тоа амалгамација. И зошто Елена Вајт, кога ги пишуваше предупредувањата за амалгамацијата, користеше толку остар речник, толку голема осуда во Божјо име. Да ја чита Елена Вајт повеќето денешни проповедници адвентистички, ќе знаеа и ќе препознаеа дека ланските вакцини беа и се амалгамација, злодело, страшен греф во Божите очи, заради кој беше уништен препотопниот свет. Затоа што денес не се чита Елена Вајт, затоа мнозина ги лапаа и за жал меѓу адвентистите на седмиот ден, ги лапа отровите на Фајзер и на останатите фашистички глобални мултинационални компании, кои што имаат цел да го поробат човештвото и да придонесат за изградбата на светската диктатура на Антихристот. Значи, проблемот што го имаме денес е многу малку ние воопшто читаме Библија. Повеќето верници во светот многу малку воопшто читаме Библија, уште помалку или ич дух на пророштво. И што значи тоа? Кому му веруваат верниците, ако е таква ситуацијата? На своите проповедници веруваат. На своите проповедници. И тоа е проблемот. И тоа е оно што ѓаволот го сака, да се запостави Библијата. Луѓето и самите проповедници да не бидат упатени, да не знаат зашто зборува духот на пророштвото. И ако сме така неупатени, значи не сме будни. И кога ги следиме настаните што случуваат, не сме будни и затоа не можеме да согледаме, барем и благовремено, што се случува и каков став треба да завземеме. Принципот да не бидеме обседнати премногу со папството, туку повеќе да го воздигаме Христа, е еден добар, точен и правилен принцип, но и тука постои голем проблем, особено со денешната адвентистичка црква, а тоа е што мнозина проповедници воопшто ниту го спомнуваат папството. Мнозина на раководни позиции во област, унија или дивизија, тие па се срамат пред светот, се срамат пред државните власти, пред зверот, пред новиот светски поредок се срамат, кога некои нивни браќа и сестри, например, ја делат големата борба, или списанија во кои што се изнесуваат адвентистичките толкувања за зверот, за Антихристот, за папството. И сега се случува една трагикомична ситуација. Во време кога, како што споменавме и минатата сабота, во време кога голем број католици во својот поглавар папава препознаа еретик и противник на христијанството, дури кардиналот надбискупот Карло Марија Вигано, еден куп бискупи католички, илјадници во
католицизмот го препозна овој папа како предавник на христијанството, како еретик и непријател на Божиот закон. Значи, во вакво време, живеејќи, да ве подсетам дека пред едно 7-8 години, ако не се лажам, браќа и сестри од Соединетите Американски држави ја поделиле, успеале да ја поделат големата борба во градот Филаделфија на толку многу адреси, толку многу семејства, што го привлекле вниманието и на медиумите. И тоа предизвика водачите на Адвентичката црква да се срамат од тоа што некои нивни браќа и сестри ја делеле големата борба. И пазите, до тој степен, ова и порано го кажавме од катедра, тогаш, своевремено, до тој степен што официјалното гласило на Северноамериканската дивизија, Adventist Today, на председателот на Генерална конференција му предлагаше, дори му изготвија нацрт писмо, кое што треба да биде испратено до папата со молба, со извинување, да му се извинат на папава, затоа што некои адвентисти ја поделиле големата борба во градот Филаделфија. Значи, да му се извинат на папата, затоа што за сето она што Елена Вајд го пишува во големата борба во врска со папството. Значи, на еретиците од новата теологија и на екуменистите внатре во Адвентичката црква многу им смета било кој муабет за папата. Точно е дека треба да го воздигаме Христа во секоја проповед, меѓутоа, тогаш кога библиските пророштва се темата за проучување, тогаш кога антихристот е темата, зверот е темата, тогаш не може да се премолчи папата. Како што направи една библиска полука пред 10 години, наместо да го спомне папството, рече врвот на отпаднатата црква. Не сакаа ниту да го споменат по име. Значи, тогаш кога папството е темата, не може да се бега од таа тема. Дали од страв или од срам, бидејќи тогаш кога се исполнуваат пред наши очи библиските пророштва, кога и папава ги исполнува, тогаш да се каже тоа и јавно од катедра, или во книга, или во списанија, со тоа се воздига Исус, бидејќи библиските пророштва не се ништо друго, туку сведоштвото чие? Сведоштвото Исусово, точно. Да го прочитаме и тој текст, Откровение 19:10. Значи, Јован воодушевен од сето она што дотогаш го видел, и паднав пред нозете на ангелот да му се поклонам, но тој ми рече, стој. Значи, Јован не успел да се поклони. Или овој го подкрена, или овој паднал па му рекол, застани пак на нозе. Стој, и јас сум слуга, како и ти, и браќата твои што го имаат сведоштвото Исусово. Поклонете му се на Бога, зашто сведоштвото Исусово е што? Е духот на пророштвото. Значи, тогаш, кога во духот на пророштвото и кога во светот се исполнуваат пророштва, што биле проречени, предскажани во Библијата и духот на пророштвото, и кога е време да се спомне тоа нешто, тогаш се воздига Христос, затоа што сведоштвото Исусово е духот на пророштвото, или обратно, духот на пророштвото е сведоштвото Исусово. Исус ги кажал, Исус ги открил на Јована сите овие пророштва во Откровението, а предходно преку Габриел на пророкот Даниел во Стариот Завет. Со посредство на ангел, да, но
Христос е оној кој што ги открил и оној кој што ги дал овие пророштва. Патам речено, кога сме кај папството, да споменеме и тоа, дека нешто што не споменав мејатата сабота, на самата екуменистичка конференција, значи, била прогласена нова религија, така наречена Хрислам, значи, папава веќе не е католик. Сега секој католик е поголем католик од папата, според таа поговорка, туку преку ноќ папата стана муслиман. Вакво нешто е без преседан. Не само тоа, туку неделата 13 ноември требало да се отиде, и не знам дали отишле, брат Данило ми тврдеше мејата сабота дека отишле папата, представник на јудаизмот и представник на исламот. Каде отишле? Може би биле и во Мека, но јас имав податок дека отишле на гората Синај. Што ни кажува ова? Зошто на новиот светски поредок битен му е Ерусалим, да? На дверот му е битен Ерусалим. Затоа зборував и во серијата предавања за Израел минатата година. Но зошто им е битен Синај? Што символизира Синај? 10 Божи заповеди, Синајската гора, законот, што пророче пророкот Даниел во врска со зверот и Божиот закон, се сеќавате? Даниел 7 глава, 25 стих. Ајде се подсетиме на ова старо пророштво. Даниел 7 глава, 25 стих. И против Севишниот ке зборува, малиот рок се мисли, значи Антихристот, и против Севишниот ке зборува и ке ги угнетува светиите на Севишниот, дури ке си помисли, што? Да ги измени празниците нивни и закони. Па тие ќе бидат предадени во раката негова за време од 3,5 години, односно 3,5 времење, според оригиналот. Кој го промени календарот во историјата? Кој го промени календарот? Дели, например, папата Грегор 13, така ли беше? 1582 година. По негов памет тргна голем број православни цркви денес, пред тоа сите протестантски цркви, уште од 18 век, и не веднаш, ама така, со околу 2 века доцнење. И денес преовладува тој, кој календар преовладува денес? Кој датум е денес? Грегоријанскиот, и така и се да рекува, Грегоријанскиот календар. Тоа е околу празниците и самиот календар. Но што друго? И законот. Законите на светиите. Значи, новата, како што рековме еднаш порано, новата единствена религија, што ја најавиле, уште лани беше најавена, новиот светски поредок ќе има, планирано, да има една единствена религија. И рековме, тоа не е католицизмот. Се сеќавате ли кога го реков тоа? Дека единствената светска религија нема да биде католицизмот, туку новата религија на екуменизмот. Еве католицизмот, самиот папа со еден подпис го укина минатиот месец католицизмот и самиот стана муслиман. 1300, сега пред 1300 се постава прашањето дали ќе го следам овој отпадник и ќе станам и јас муслиман. И се постава прашањето кому да верувам. Досега не учеа дека папата е непогрешливиот учител, магистер на црквата на целата вселена.
Сега тоа падна во вода. Господ ги урива идолите и авторитетите на кои што луѓето се навикнале, беа навикнати да ги почитуваат. Сега тоа паѓа во вода. Кому да верувам? На гората Синај отишле за да покажат дека таму на гората Синај сакаат и планираат новиот светски поредок да објави нови 10 заповеди. Овие стариве не важат, овие стариве се укинати, да објават нов закон. Новата религија на екуменизмот ќе има и нови 10 заповеди, нов декалог, нов закон. Ке ги има веројатно и овие тикварскиот празник или сите овие други сатански празници. Кој ќе биде седмичен празник? Ние веќе живееме, одамна живееме. Еве и кај нас, по наредба на откако папата ја посети оваа земја. Интересно, левите влади го воведоа неделниот закон и овдека. Мора да споменам уште некои работи, инаку ќе продолжиме и оваа вечер со оваа тема. Кому да веруваме сега втор дел, навечер трети последен дел. Вториот принцип беше да не се поведуваме по така наречени теории на заговор. И тука брат Вања спомена во проповета дека како пример, многу несреќен пример според мене, го спомена Светскиот економски форум како пример на нешто за што најмногу се зборува, се дебатира на интернет, по социјални мрежи, околу теории на заговор. Јас напишав мој коментар под видеото на преносот на Есенскиот собор. Кога се работи за Светскиот економски форум или за други јавни, светски, значи глобални, значи антихристови организации, тука нема простор за теории. Кога тие нешто јавно изјавуваат за тоа што планираат, што сакаат и која им е намерата со човештвото. Конкретно основачот, да повторим уште еднаш, основачот и директорот на Светскиот економски форум, другарот Клаус Шваб, најави светски комунизам уште 20-та година, првата година од пандемијата, велејки дека до планот, тоа е планот, они тоа отворено си го планираат. Како што отворено велат, треба да имаме една светска влада, тоа го најави отворено поранешниот британски премиер Гордон Браун 20-та година, само што почна пандемијата. Тоа го најави и овие денови францускиот претседател Макрон. Потребна ни е една светска влада. Отворено. Слугите на Антихристот отворено кажуваат што планираат, што сакаат. Тука нема место за теории веќе. Заостанат си ако мислиш дека е тоа теорија на заговор. Заостанат си пред 20 години. Сега се знае, тоа е отворено, тоа го гледаме, се случува пред нашите очи. До 2030 година нема да поседувате ништо, порача другарот Шваб, и ќе бидете срекни. Че ќе биде укината сета приватна собственост, ама вие ќе си бидете срекни во тој комунистички рај, кој што ќе го изградиме. Нема тука места за теории. Теорија на заговор е ако речеш дека не мислел така Шваб, не му е тоа намерата, туку лажал. Во тој случај проповедаш теорија на заговор. Човекот вели едно, а ти се однесуваш и тврдиш дека не мислел така, нема да биде тоа. Лаже, не е тоа. Тогаш тоа е теорија. Дека нема да биде така, тоа е теорија на заговор.
Човекот отворено ти кажува дека така ќе биде. Дека они така планираат и така сакаат да биде. И првиот принцип, да не се поведуваме по сензационалистички толкувања, особено од актуелни настани, новински податоци од медиумите и така натаму, во врска со пророштата на Данијел и Откровението. Особено ако тие се поврзани со предскажување датум за второто Христово доаѓање и, како што спомена, он спомена еден пример од источен Лондон. Не знам кога се случило тоа, мислам дека кажа, забораев. Кога дошол некој независен проповедник во источен Лондон и проповедал дека позниот дожд почнал да се излева 2001 година од 11 септември наваму. Он не го спомена по име, јас го препознав Джеф Пипинджер. Тој беше оној што го проповедаше тоа уште тогаш, 2000-тите години. Меѓутоа брат Вања не спомена име, па сега или бил тој, или некој негов следбеник, истомисленик и така натаму. Но, во истиот контекст, тој спомена, повторно не по име, спомена еден пензиониран професор, и дори кажа професор по зоологија. И дури кажа, не го кажувам името, ама повеќето ќе го препознаете. Значи, брат Вања имаше намера да луѓето го препознаат, иако не го кажува неговото име. Не пензиониран проповедник, туку пензиониран професор по зоологија, кој што наводно проповеда деновиве, или тоа е актуелно деновиве, додуше, дека Христос ќе дојде 2027 година. Множина според ваквиот опис го препознале Валтер Фајт, како пензиониран професор по зоологија, и дека наводно Валтер Фајт го кажува ова. Интересно е што коментарите под видеото го бранат Валтер Фајт. Еве, например, што вели еден коментар. Фајт, преведувам од српски, Фајт е човек кој темелно ги објаснува настаните околу нас, го предупредува светот за екуменизмот, едната валута и сите останати настани од денешницата. Бог да го благослови. Секој може, но и не мора да се согласува со него, секој е добро во Христа на сите. И така натаму. Потоа има други коментари. Ево уште еден. Валтер Фајт никогаш не поставувал датум за Христовото доагање, ниту пак тврдел дека тој ќе дојде во некое точно определено време, ниту пак во некој определен интервал. И така натаму, и така натаму. Ево уште еден коментар. Иван Миланов зборувал за братот Фајт, но тој никогаш не рекол дека Исус ќе дојде 2027 година. И да не должам повеќе. Значи, има мнозина гледачи на ова проповед од брат Вања, кои што реагираат на ова обвинение против Валтер Фајт, дека тој наводно го проповеда Христовото доаѓање во 2027 година, и го бранат. Зошто го споменувам ова? Значи, може се наведат еден куп примери на погрешни сензационалистички проповеди, но
тука е вметнат и Валтер Фајт. Јас, како што и велам, кому да веруваме? Само во Бога верувам, се друго проверувам. Значи, јас не велам, верувајте му, браќа и сестри на Валтер Фајт, ова мора да е клевета, мора да е инсинуација, мора да е лага. Не, секој човек може да падне. Секој човек може да се излаже, може човек и да, може би и Валтер Фајт може да падне и да се занесе и да проповеда нешто погрешно. Но, оно што јас го веламе, барам доказ од сите што ја гледаат оваа моја проповед. Барам доказ, со денешна технологија тоа е лесно да се постигне. Доказ, снимка, дека Валтер Фајт некаде кажал, изјавил, проповедал, дека Христос ќе дојде 2027 година. Затоа што ако не постои доказ за ова обвинение, тоа е уште една подла клевета што водачите на Адвентичката црква ја имаат изнесено против Валтер Фајт. Брат Вања може тоа само да го слушнал или да го прочитал некаде, па да го пренесува. Пред неколку години Валтер Фајт беше обвинет. Замислите, тоа е исто како не одам на проповедите на брат Борче за пророкот Даниел. На Даниел не можеа да му најдат мана. И затоа мораа да измислат мана. На Валтер Фајт не може да му најдат мана и затоа измислија мана, пред неколку години го обвинија дека во една своја проповед во Германија човекот зборувал против евреите, односно го обвинија за антисемитизам. Валтер Фајт држаше предавање на некој место во Германија и му викнаа полиција. Не сакам да верувам дека Адвентичката црква повикала полиција. Да речеме дека како тоа го направиле агентиве на Зверот, тајните служби и така натаму. Мислам на државните служби. Некој му повика полиција. Замислите, држиш проповед и сега некој да ти повика полиција за нешто што си кажал, некој зборче во самата проповед. Како Европската унија уште порано го докажуваше својот нацизам. Наводно заради што во својата проповед братот Валтер Фајт употреби еден германски израз Gelbes-Tüchlein, што се употребувал за евреите во време, пред 80 години, за време на Холокаустот и Втората светска војна. Тој само го употреби изразот. Не кажа ништо против. Значи, тој, замислите, ја да држам, како што државме проповеди за дискриминацијата ланска и годинешна, значи, кога владите, државите во светот уценува да се вакцинираш, ако не ке леташ од работа, ако не ова, она, не смееш да патуваш, нема да имаш. Значи, ги дискриминираа луѓето по однос на тоа дали се вакцинирани или не се. И ако се сеќавате, имаше примери како така дискриминираните, значи невакцинираните, ги споредуваа со евреите од Холокаустот, од Втората светска војна. И се замисли да ги споменеш во таков контекст, например, иако контекстот на Валтер Фајт тогаш беше друг, повеќе години пред пандемијата, и некој да те обвини за антисемитизам. Толку ситна работа, непостоечка, меѓутоа Евроафриканската дивизија се фати за таа непостоечка клевета, ја искористи приликата за да истори отров против Валтер Фајт и да го клевети во своите официјални службени гласила дека тој на вистина проповедал антисемитизам. Чудо нешто. Затоа уште еднаш прашувам, доказ од сите што ме гледаат сега или подоцна ќе ме гледаат, ќе гледаат снимката од оваа проповед и од овој пренос. Доказ каде што Валтер Фајт
кажал јавно дека Христос ќе дојде 2027 година. Ако немате таков доказ, тоа е уште една подла клевета, која што докажува дека екуменистите внатре во Адвентичката црква се многу вознемирени од овој инаку мирен и многу тактичен говорник. Не сум видел по-тактичен, по-смирен, по-умерен говорник од Валтер Фајт. Таков е и карактерот, типично за германец. Нема тука многу страсти и емоции. Се ги кажува фактите. Документирано, но се разбира на екуменистите и тоа им пречи. И затоа бараат начин да го оклеветаат, да го обвинат. Времето измина, ќе продолжиме вечер. Поведете вечер на третиот дел, со почеток од 18 часот. Кому да веруваме трети дел?